сега ќе се обратам директно до македонските студенти. Вие сте доволно паметни и не ви требаат инструктори, ако, значи се оградувам, ако дошле инструктори или студенти од други држави. Вие можете сами да се организирате. Она што е битно е дека јас, а и цела Македонија верува во вас, во вашите интелектуални капацитети. Она што е битно е да се истакне дека вашето место во системот е токму тоа, со вашата енергија да го коригирате системот. Системот би го коригирале со тоа што ќе се спротивставите на радикален начин, бидејќи тоа е студентска работа. И нормално е секоја власт да гледа опасност во тоа, затоа што не може да ве контролира. Студентите не можеш да ги контролираш, ни да му се заканиш со плата, ни да му се заканиш со отпуштање од работа, нити да го уценуваш по тие линии, затоа што студентите горе-доле, освен своето време проведено на факултет и својата енергија младешка, немаат ништо друго. И затоа мислев едно мало советување, ако одбегнувам да давам совети, треба да си го направите ова автентично од вас, за вас и за сите нас, за целото општество. Вие тоа го можете. Ние како генерација во 97 година направивме огромни протести, не ни требаше никакви инструктори ни од страна, ни од нигде. Енергијата ја најдовме во себе. Нашите барања беа од нас произлезени и тие беа длабоко во корелација со општествените проблеми на тогашна Република Македонија. Значи, само погледнете што е тоа што го барате, што е легитимно, вие барате да нема корупција. Погледнете што се случува и што треба да ви биде како барање битно. И оградете се, односно внимавајте, затоа што и тогаш 97, а и сега очигледно е дека и тајните служби, и државата, и медиумите под контрола работат на тоа да ве контролираат или да ви се инфилтрираат или да ве дискредитираат. Значи, со малку поголемо внимание можете без никој да ви кажува што да правите, да дојдете до тоа што треба да правите.